Согласно Националната годишна програма за јавно здравје, Центарот за јавно здравје од Тетово врши редовни испитувања на квалитетот и безбедноста на површинските води. Оттаму информираат дека извршени се испитувањата и од вториот квартал годинава, а за третиот квартал испитувањата се во тек. Доктор Радко Давидовски ги соопшти резултатите. Од извршените анализи, добиените резултати од прилика за реката Вардар на горниот текот во втора категорија, на излезот од поранешната општина Тетово, после Егуновце, некаде више на кај трета категорија, испитана и реката Бистрица во горниот тек е втора категорија, долниот тек е, иако не работи Јуохром, трета категорија, а таа е притепка пак на реката Вардар. Реката Пења е и во горниот и долниот тек од втора категорија, тоа што после градот е со некаде нарушена втора категорија, горниот дел од течението е од втора категорија и ја испитавме и Боговинска река е одличен, може да се рече од прва категорија е Боговинска река. На местноста Бањиче граѓаните често се упатуваат за рекреација. Давидовски зборува и за тамошниот квалитет на водата, како и за обичајот граѓаните често да полнат во шишиња од истата. Ја испитуваме и минералната вода, кај и најповеќе кај што се консумира на кривината и под мостот. И двете анализи покажуваат дека минералната вода е безбедна и може да се консумира, но многу пати сум нагласил и сега ќе повторам. Кога одиме на лице место, гледаме дека се прават залики со огромни, се полнат шишиња пластични во големи количини. Минералната вода од местноста Бањиче не е замена за обичната вода и не смее да се пие повеќе од 2 до 3 чаши на ден и повеќе подолго од 72 часа. Ја повторно напоменувам да се, а кога се зема таму, да се складира во стаклени шишиња, не во пластични шишиња и во фрижидер. Давидовски додава дека колку е повеќе стои водата од местноста Бањиче, толку е поголем и ризикот по здравјето на луѓето. Исто така нагласува дека лицата кои страдаат од висок крвен притисок не треба да ја консумираат таа вода, а останатите да не ја користат како замена за обичната вода.